Ала Кузине прави вградени кујни во Сан Марино, мала суверена држава обкружена со Италија. Генералниот директор Лоренцо Аркангели вели дека компанијата се радува на стекнувањето целосен пристап до профитабилниот пазар на Европската Унија. Но засега продажбата на клиенти во ЕУ вклучува справување со дополнителна бирократија. Bisogna appurarlo. Тоа има дополнителни трошоци, според тоа клиентот го смета за пречка и нашата компанија смета дека тоа е проблем. Објаснувањето на документацијата на европскиот клиент не е толку лесно. Производителите на Сан Марино треба да добијат пристап до единствениот пазар на Европската Унија според договорот што би можел да стапи на сила до крајот на годината. Но незините финансиски институции се исклучени од договорот. Сан Марино е оптоварен од извештаите на западните медиуми за неговите врски со Русија. Официјални представници на ЕУ исто така изразија загриженост поради неуспехот на земјата да воведе одредени стандарди на финансиска регулатива, а тоа би можело да отвори задна врата за нелегалните руски пари во Европската Унија. Во април, економист го опиша односот на Сан Марино со Русија како алармантно пријателски и невообичаен. Откри дека земјата го именувала Емануел Гоут, французин со долгогодишни врски со Кремљ како негов амбасадор, кој не го пријавил своето двојно руско државјанство. Официјален представник на Сан Марино изјави за Гласот на Америка дека нема вистина во написот. Not only to be inaccurate. Не само што беше неточно, туку и обидот да се продаде приказна. Кој го нарача тоа? Тоа не е добро за Сан Марино, со оглед на сомнежите што се шират наоколу. Написот на економист исто така забележа дека почесен конзул на Сан Марино во Москва до февруари беше Владимир Лисин, третиот најбогат граѓанин на Русија според Forbes. Како одговор на коментарите на Брагањи за Гласот на Америка, уредникот на економист за Европа рече дека тие стојат за нивното известување. Раскинувајќи со својата традиционална политика на неутралност, Сан Марино гласаше за да ја осуди руската инвазија на Украина во Обединетите нации во март 2022. Дмитрий Потапенко, руски економист и политичар, вели дека односите меѓу Сан Марино и Москва оттогаш се затегнати. Поэтому изменения, Има промени во односите кои што се напнати. Дали тие стануваат понапнати и дали Руската Федерација ќе го искористи Сан Марино за да ги заобиколи санкциите? Јас не мислам така. Но аналитичарите велат дека банкарските власти на Европската Унија имаат добра причина да го испитаат интересот на Сан Марино за зголемен пристап до финансискиот сектор на Унијата. The EU's raising the flag. It's very serious. Ако ЕУ алармираше, тоа е многу сериозно и тие го направија со соодветно внимание. Можеби ова е невообичаено за лидерите на Сан Марино да чувствуваат ваков притисок, зашто можеби не добиваат толку големо внимание на глобално ниво за овие прашања. Во меѓувреме, производителите и бизнисите како Аркангели со нетрпение очекуваат можноста од стекнување целосен пристап до пазарот на Европската Унија. Друга европска микродржава, Монако, се откажа од слични преговори со ЕУ минатата година, откако регулаторите изразија загриженост за незините финансиски практики.